20 години, убав юбилеј, заокруживме две декади од нашето постоење, 20 години макотрпна работа, посветеност на сите вработени, сите директори, сите надворешни соработници кои вложиле труд во оваа предпријатие за да дојдеме на она ниво кај што сме денеска. Треба да се развиваме уште сме на почетокот, има уште многу простор за работа. Моментално имаме поддршка од општина Куманово, имаме поддршка од владата на Република Македонија, од Министерството за енергетика и енергетски суровини. Очекуваме да се развиваме, најавивме неколку големи проекти кои треба да се реализираат во наредниот период и секоја година наредна Куманово газ да се каче уште едно скалило нагоре и да стигне до врвот, а тоа е целта да се испуни гасификација на територија на цела општина Куманово, да стигнеме до секое домаќинство, до секоја институција, до секое предпријатие. Со последниве 2-3 години како работиме масовно на приклучување на државните институции, останаа доста малци институции во централното градско подрачје кои треба да се посветиме со труд во наредните неколку години нив да ги приклучиме, првично да го завршиме централното градско подрачје, да ја замениме нафтата како енерген за загревање кој има отприлика околу 500 пати повеќе PM10 честички, што би значило многу помалце количина на пепел, многу помала количина на цврсти честички, за разлика од природниот газ е многу поенергетски и многу побрзо согорува и ефикасноста е многу поголема. Ова до сега е направено од лични средства на општина Куманово, меѓутоа се менуваат работите. Веќе напоменавме и разговаравме повеќе пати, владата преку унгарскиот кредит дозволи јавно предпријатие Куманово газ преку општина Куманово да аплицира на повикот за изградба на дистрибутивна мрежа. Веќе го искористивме првиот повик, завршена е таа делница до населба до Вршане, до индустријската зона во должина од 2000 метри. Веќе сме влезени во процедура на избор на изведувач за уште 6,5 километри, 48 милиони денари, како што спомена градоначалникот, некаде околу 150 милиони денари има општината вложено за 20 години, а веќе 60 милиони денари вложи владата за само една година. Ако продолжи со ова темпо, тие 200 години ќе ги скратиме многу повеќе. Би требало да биде ако работиме напорно и ако добиеме средства. Очекуваме во нареден период и самото предпријатие да постане рентабилно, па само да се шири, да нема потреба од влада, од општина Куманово, да биде самостојно и да застане на цврсти нозе. Се надеваме дека тоа ќе се случи многу брзо. И мора да бидеме задоволни, пошто комплетни инвестиции што беа вложувани во ЈП Куманово газ, тоа беа се од буџетот на општина Куманово. Централна власт, не само таа што беше тогаш, од 2006 следниве 10-15 години. И тие после нив што дојдоа. Значи, комплетно ни логистичка, ни финансиска, материјална помош од Република, од институциите немавме никаква. Се сведе на инвестиции од буџетот на општина Куманово. И сега затоа ти не можеш, пази, гасификација не е поставување на кабелски телевизии, ти закачи таму за некоја овошка или бандера, ти пушти кабел и ти клучи на телевизија. Ова проекти, па ревизија на проекти, па искупи, па градежни дозволи, па монтажа, па испитувања, па не е битно сега да не се жалиме. Така да, оние можности што ги имавме, јас мислам дека повеќе не можеме да дадеме. Тоа што бе, пазите, сега вака, ова што сега изборувам се однесува на првите 10 години.